Краток преглед на денешните настани. Нови археолошки откритија на локалитетот Самуилова тврдина. Со пригодна програма одбележани 1010 години од смртта на цар Самуил. Докторите специјалисти од приватното ќе можат повторно да се вратат во јавното здравство, најави министерот Таравари. Вежби за примена на оперативни планови за заштита, спасување и евакуација во основните и средните училишта во Охрид и Дебарца. Незапаметени поплави во Босна и Херцеговина, загинати се неколку лица. Повеќе за најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Дуваше засилен југозападен ветер. Максималната дневна температура изнесуваше 24 степени Целзиусови. Во сабота од централна кон источна Европа ќе се шири поле на висок воздушен притисок кој што во најголем дел од Европа ќе услови претежно сончево време со појава на локална облачност. Во крајните западни предели на британските острови, како и локално на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде посвежо со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ветровито и посвежо време со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Повисоки температури се очекуваат во источните предели на полуостровот. Максималните температури ќе се движат од 13 до 27 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Пообилни врнежи од дожд се очекуваат околу пладне и попладне, особено во североисточните, источните и југоисточните предели, каде што локално може да наврнат и до 20 литри. Ќе дува засилен југозападен и југоисточен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервал од 8 до 17 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 15 до 25 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо со минимална температура од 14 степени, додека пак максималната дневна до 19 степени. Во Охрид во недела умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и дополнителен пад на температурите. Минималната ќе изнесува 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во понеделник сончево и топло време со дневна температура до 18 степени. Во вторник претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. May I have your attention, please? Внимание, внимание!
Есенски попусти во Кармен Бау Центар Охрид на 4 и 5 октомври. Подгответе се за неверојатни попусти до 60% на најпознатите брендови во Кармен Бау Центар. И тоа не е се. За секоја ваша посета добивате ваучер за бесплатно пиво и можност за специјални промоции на најновите производи. Ова есен Кармен Бау Центар Охрид е вистинското место за вашите домашни и професионални проекти. Не пропуштајте ја забавата, попустите и доброто расположение. Само на 4 и 5 октомври. Кармен Бау Центар. Се што ви треба на едно место. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во текст истражување на Самоиловата тврдина под раководство на археолог Анатолиј Арнодовски, а во склоп на овогодишната програма за финансирање проекти од областа на културата од страна на Министерството за култура и туризам. Фокусот е ставен на новооткриената некропола од 12 век, фамилиарната доцноантичка гробница, како и анализата на фрагменти мозаик, пропратени со архитектонски градби во јужниот дел од цитаделата. Охридскиот рид е неисцрпна археолошка ризница. Во последните 5 години интензивирани се истражувањата на локалитетот Самоилова тврдина, што резултираше со откривање на некрополи кои датираат од 12 век, а годинава новина е откриената гробница од доцноантичкиот период, односно од 4-5 век. Таа е уникатна по својата конструкција и содржи прилози од периодот кога на овие простори се прифаќало христијанството, обичаите, сваќањата за задгробниот живот и новите форми на погребување, вели археологот Анатолиј Арнаудовски, под чие раководство се вршат ископувањата. Откриен е и мал дел од мозаик со димензии 10 на 10 сантиметри. Мали димензии, но доволно е да имаме индици дека имало може би поголем мозаик на поголема површина. Затоа сведочат расфрланите тесери во голем број пронајдени, како и еден столбец со фрески на него, кои што најверојатно би требало да бидат од околу 5-6 век, што може би се индиции дека имаме и базилика на овој простор. Ископувањата во Самоиловата тврдина кои започнаа пред 2 децении се интензивираа во последните 5 години, а во фокусот е археолошкиот локалитет каде што некогаш се наоѓала резиденцијата на Джеладин Бек, која била опожарена во 1831 година. Овој проект станува интернационален, бидејќи привлекува студенти по археологија од Германија и Англија кои учествуваат во процесот на истражување и ископување. Оваа година во тимот беа вклучени студенти од Универзитетот Гете од Франкфурт, како и факултетот Саутемптон од Обединетото кралство. Was ich sagen kann, unser Institut steht für
Археолошкиот институт за научни истражувања при Универзитетот во Франкфурт ни овозможи оваа интернационална соработка. Многу сум среќна што учествуваме во овој проект и се надевам дека во иднина ќе реализираме и повеќе истражувања во Охрид. Најавено е проширување на тимот со уште повеќе студенти од странство, како интензивирање на поддршката од страна на Министерството за култура и туризам за доистражување на овој значаен локалитет. Со пригодна програма обележани 1010 години од смртта на цар Самуил. Со пригодна свеченост што се одржа денеска во големата сала на општина Охрид, беа одбележени 1010 години од смртта на цар Самуил. Во рамки на настанот беше изведена драмата Херувимите на Самуиловата круна од македонскиот драматург Зоран Пековски во изведба на детското драмско студиот Цвет 75 од Охрид под менторство на Драгана Боцеска. Како дел од музичката програма, свој настап има учениците од Основното училиште Ванчо Николевски под менторство на Марија Крцовска и Маријана Крстановска. Настанот го организираше општина Охрид како дел од годишната програма за одбележување празници и манифестации. Докторите специјалисти од приватното ќе можат повторно да се вратат во јавното здравство, најави денеска министерот Таравари на пресконференција по повод 100 дена влада. За долгите листи на чекање за хируршки операции на новинарско прашање министерот рече дека нема против докторите дополнително да работат, но не во приватни клиники, туку да оперираат по 16 часот и во викенди во државните установи. 60 до 70% од граѓаните се задоволни од докторите кои работат во јавниот здравствен сектор, рече министерот за здравство Арбен Таравари на денешната пресконференција по повод 100 дена влада. За жал, новинарите не ги прават вести. Тие пациенти кои што се задоволни од тој доктор, дадена добра услуга, алал нека ви е за се што е направено за пациентот, и околу 20 до 30% може би има пациенти кои што не се задоволни. Има разни, да речам, кажувања од нив, значи забелешки од нив, некои оправдани и некои неоправдани, искрено. Некојаш некој чека 5 минути и е нервозен. Сите чекаме некаде и во банка кога одиме, чекаме 10 минути, па не викаме. Сепак министерот додаде дека некои пациенти се жалат со право. Кога имало жалби сме комуницирали директно и со докторите од кои се жалеле. Некогаш сум ги соочувал граѓанинот, пациентот со докторот. И на крајот на краиштата, знаете, здравствениот систем постои ради пациентите и тие се центарот во орбитата на здравствениот систем. Секако и докторите се и другиот медицински персонал многу битен. Ние треба да ги мотивираме и здравствените работници, не секогаш да кажуваме се лошо за нив, туку некогаш и да ги пофалиме. Така да има одредени забелешки кои што држат и се обидуваме да со разговор со нашите колеги тоа да го амортизираме и да не се повторува. Ако се повторува од ист колега повеќе пациенти да се жалат, тогаш ќе превземеме нормално и мерки кои што може да ги превземе Министерството за здравство. За долгите листи на чекање за хируршки операции кои дополнително се влошени поради проблемот со компресорската станица на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, министерот настав дека хирурзите може да работат дополнително, но не во приватните, туку во државните клиники. Како еден закон е поминат некаде пред избори, февруари или март, со која што се дозволува кој кај сака да работи. Што лично јас, како министер за здравство, сум против тоа. Ја не сум против дополнително да работат докторите. Меѓутоа да работат во јавните здравствени установи, не да одат во приватните. И јас ќе се обидам со сиот мој капацитет да инсистирам да се врати тоа, кој сака дополнително и интернисти и хирурзи да работат после 4 часот, да си продолжат со работа, тие пациенти кои што сакаат да платјаат приватно, да не чекаат, да им овозможиме или хирурзи да оперираат. Таравари најави дека лекарите специјалисти од приватните здравствени установи ќе можат да се вратат во државните здравствени установи, се подготвува правилников во Министерството. Имаше забрана од влада од јули или август 2022 година да не можат да се вработат од приватна, да поминат во јавните здравствени установи.
Јас би сакал да ве информирам и официјално дека пред 3 недели го поминавме на влада да се тргне таа забрана. Министерот разговарал со 10 такви доктори кои, како што рече, гледаат надеж во јавното здравство. Ова е добар чекор, се надевам дека идната година ќе продолжиме со такви доктори кои покажуваат интерес да се вратат во јавното здравство, изјави министерот. Тој најави дека се прават и напори да се вработи барем половина од средномедицинскиот кадар што сега работи со договор на дело во јавните здравствени установи. Рече дека има барем околу 2500 лица кои што работат со договор на дело, а тоа се главно медицински сестри, болничари и хигиеничари. Проблемот со договорите посочи дека не е во една клиника или во една болница, туку генерално во сите јавноздравствени установи во државата. Во текот на месеците октомври и ноември 2024 година, во координација и со поддршка на СВР Охрид, територијалната противпожарна единица Охрид, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и Црвен крст Охрид планирано е да спроведат вежби за примена на оперативните планови за заштита и спасување и плановите за евакуација во основните и средните училишта во Охрид и Дебрца. Во таа насока, а со цел да се подигне нивото на подготвеност и координирано за соодветно навремено и ефикасно делување во случај на несреќи, во понеделник, 7 октомври, во Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи Охрид ќе се реализира показна вежба за евакуација и спасување според соодветно сценарио за случај на елементарна непогода, во која соодветно ќе делуваат и тимовите на СВР Охрид, противпожарната единица, Здравствен дом Охрид, Црвен крст Охрид, како и службите на ЦУК и Дирекцијата за заштита и спасување, информираат од Црвен крст Охрид. Одсекот за превенција при СВР Охрид вчера 3 октомври започна со реализација на едукативната кампања наменета за најмладите, мојот пријател, полицаец. При тоа полициски службеници ја посетија детската градинка Розица и низ интерактивен пристап на 65 дечиња од предшколска возраст им одржа едукативни предавања со посебен акцент на областа безбедност во сообраќајот. Полициските службеници на дечињата им поделија и соодветен едукативен материјал со низа практични совети од областа на сообраќајот. Целта на оваа активност е запознавање на децата со улогата на полицаецот и запознавање со основните правила и прописи во сообраќајот, рече Стефан Димовски, портпаролот на СВР Охрид. Да ги погледнеме и вестите од светот кои беа актуелни денес. Незапаметени поплави во Босна и Херцеговина. Неофицијално 20 лица загинале, а повеќе се повредени во поплавите и одроните кои најмногу го погодија северниот дел на Херцеговина и средишниот дел на Босна. Најтешка е состојбата кај Јабланица, пренесуваат тамошните медиуми. Поради големата количина на врнежи од дожд кои предизвикаа поплави и одрони на патиштата, дошло до прекин во сообраќајот. Сообраќајот е запрен на патиштата околу Јабланица, а единствен начин да се стигне од Сараево до Мостар е преку средна Босна. Од Министерството за внатрешни работи соопштиле дека во текот на ноќта поголем број граѓани побарале помош, бидејќи реките Неретвица и Сеончица се излеале од своето корито, при што поплавиле голем број куќи и однесле неутврден број возила во Јабланичкото езеро. Од Федералната управа за цивилна заштита побарале помош од Министерството за внатрешни работи и вооружените сили на Босна и Херцеговина. Федералниот МУП соопштил дека во погодените подрачја ќе ја испрати својата единица на специјалната полиција. Најмалку 78 лица се удавиле при превртување на брод со 278 патници на езерото Киви во Демократска република Конго, соопштил гувернерот на провинцијата Јужен Киви, додавајќи дека потребни се најмалку 3 дена за да се добијат точните бројки на загинати, бидејќи се уште не се пронајдени сите тела и можеби ова не е конечната бројка на жртви. Најверојатно бродот потонал поради преоптовареност, една од најчестите причини за бродски несреќи во оваа централноафриканска земја. Бродот потонал на само неколку метри од пристаништето. Најмалку 20 лица, вклучително и деца, се убиени, а уште 50 се ранети во вооружен напад на банда на Хаити, на околу 70 километри северозападно од главниот град Порто-Пренс, пренесува Associated Press.
Обвинителството на Хаити го опишува овој напад како масакар. Нападот се случува непол месец откако властите на Хаити ја проширија вонредната состојба на целата земја. Вооружени банди контролираат големи делови од Хаити, а полициската мисија предводена од Обединетите нации и од кениската полиција започна со работа во јуни како обид да се нормализира ситуацијата во оваа островска земја. Ерик Трамп, синот на поранешниот претседател Доналд Трамп, во гостување на телевизијата Fox News изнел шокантни тврдења за илегалните мигранти и сумата на пари која актуелната администрација ја троши за помош на мигрантите. Ерик Трамп во текот на гостувањето го изнел тврдењето дека 157 хотели само во Њујорк се полни со мигранти кои ги финансира актуелната администрација. Трамп исто така потенцирал дека Соединетите Американски држави испратиле огромна количина на пари за Украина, додека Џорџија и Каролина се борат со опаѓање на економијата по разорниот ураган Хелена, која остави илјадници семејства без покрив над главата. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!